Ременски остави без работа 44 лица, пишува Курир. Се работи за 44 хигиеничари од прифатниот центар за мигранти во Гевгелија. Ова се 44 семејства, претежно од ромска националност, кои екзистираа од нивниот ангажман како хигиеничари во центарот во изминатите 6 месеци. Според Курир, техничката министерка го чекала моментот да започне со исплата на хигиеничарите преку Министерството за труд и веднаш подпишала договори со сосема други лица, односно на местото на сега избрканите хигиеничари вработила 36 заслужни активисти, членови на СДСМ. Со ова Фросина Ременски покажа дека доследно се придржува на ветувањата дадени од Зоран Заев во декември 2010-та. Тој пред членството тогаш најави бркање од работа. Бркаме. Ќе ги избркаме од работа и тоа да го знаеме. Свесни сме дека ако сакаме да бидеме власт, ќе влеземе тимски, од хигиеничар до министр, во секој ресор во државата и така имаме намера да ја водиме Република Македонија. Да им кажете исто така, беше Заев, апсениот Заев. Живи луѓе има да јадеме после. Кај ромите кои се избркани од работа постои голем револт, пишува Курир. Најавуваат протести во наредниот период и блокирање на прифатниот центар за мигранти во Гевгелија, при што ќе направат целосен застој во прифатниот центар и ќе спречат да се одржува хигиената во него, како и да влегуваат и излегуваат лица од таму. Курир објавува и кои се активистите од општинската организација на СДСМ во Гевгелија, кои Ременски ги згрижила. Ристо Пеев, Горан Стојанов, Наташа Оревцалиева, Благој Пакетов, сопругот на Вили Мамкова, Тони Мамков, Ана Велковска, Михајло Атанасов, Венци Тасев, Ристо Каркалашев, Илија Танев. Ова е доволен доказ за однесувањето на функционерите на СДСМ во време кога извршуваат министерски функции само на техничко ниво. Може само да се предпостави како би се однесувале да се реална власт во државата. Незаконско разрешување директори, непочитување судски одлуки, преместување и отпуштање се секојдневие во Министерството за труд и социјална политика. Тоа е концептот кој Заев го најави пред 5 години за кастрење на администрацијата, што ќе значи, како што кажа, отворање на работни места за нивните луѓе, пишува Курир.